Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани премиери, министри. Се надевам дека ќе дозволите, премиере, да го поставам моето прашање. Имам две прашања. Првото е до министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски, и второто е до премиерот на владата на Република Македонија, господинот Димитар Ковачевски. Првото прашање, кое што е до министерот за внатрешни работи, почитуван Спасовски, верувам и вие сте свесни дека веќе 3 месеци, 4 месеци лажните дојави за бомби сепак представуваат сериозна закана за безбедноста на граѓаните во Република Македонија. И јас како пратеник од опозицијата, следејќи ја надзорната улога на Собранието, побарав да имаме комисиска расправа во Комисијата за одбрана и безбедност, која за волја на вистината се закажа, и вие дојдовте, меѓутоа претходно доставивте информација која што е класифицирана со највисока класификација државна тајна. Предпоставувам, бегајќи од личната одговорност која што ја чувствувате по однос на оваа ситуација. На самата седница побарав, и за жал не беше прифатено, да разговараме најпрви во делот на системските недостатоци и нашата волја да помогнеме, доколку сметате дека можеме и дека е потребно, на Министерството за внатрешни работи да ги зголеми своите капацитети, се со цел подобро да се справи со овој предизвик. Меѓутоа, ќе повторам, за жал истото не беше прифатено и целата седница беше затворена за јавноста, со што се оневозможи една квалитетна дебата, која што ќе имаше ефективна завршница пак во прилог на граѓаните. Јас сакав на таа седница, а пошто не можев на таа, сега ќе ја искористам можноста да му помогнам на Министерството за внатрешни работи, сметајќи дека вие како министер сте лично одговорен зошто во надолна линија одат капацитетите на Министерството за внатрешни работи. Зошто е тоа така? Затоа што вие како министер вршите брутална партизација на Министерството за внатрешни работи. И тоа, за да не биде флоскула политичка, ќе го подкрепам со факти и аргументи. Во Министерството за внатрешни работи вработувате поранешна пратеничка на СДСМ од Тетово. Во Министерството за внатрешни работи враќате личност која што претходно е осудена и лежала затвор за организиран криминал и го назначувате за одговорен за обезбедување на објекти од витално значење за државата, како што се објектите на владата, на председател и собранието и така натаму. Во Министерството за внатрешни работи вие лично со решенија поставувате началници кои што надвор од законот и покрај тоа што се вработени во МВР имаат приватни фирми за продажба на огнено оружје, муниција, стрелиште. На вашите раководни кадри, кои што вие ги поставувате како министер, изминатиот период можевме да ги видиме како гордо се сликаа на партиските трибини на СДСМ, буквално во секој град, секој можен раководител на сектори во Министерството за внатрешни работи. Вие, како министер, поставувате и луѓе на високи позиции, како што е РЦ Север, кои што би се во роднинска врска. Вие, како министер, поставувате командири на позиција во РЦ Запад, на граничниот племин Блато, исто така осудено лице, кое што лежело затвор за кримчарење и злоупотреба на службена положба. Вас како министер, кадрите кои што вие ги селектирате и ги назначувате со решение, ви ги афсат како командирот на полициската станица во Прилеп и последниот случај, исто така командирот на граничниот премин Тавановце, кој што, патем речено, само пред неколку дена беше гордо сликан на партиската трибина на СДСМ во Куманово, на која што присуствуваше и премиерот Ковачевски. Со оглед на тоа што вие или како министер не водите соодветна кадрова политика и не ги менувате тие личности, не сакам да верувам дека
намерно ги штитите и ја злоупотребуваат блискоста со вас, блискоста со СДСМ и со тоа ги прават овие криминални дејанија, затоа што како Република Македонија имаме сериозен проблем со криминалот и корупцијата и не сакам да верувам, затоа што сме сограѓани, она што го истакне една ваша пратеничка дека сте председател на држава за криминал. Затоа, моето прашање ќе биде дали сметате дека е крајно време да престанете со бруталната партизација на Министерството за внатрешни работи. Второто прашање до премиерот на Република Македонија, Димитар Ковачевски. Почитуван премиер, ќе изнесам една информација која што е загрижувачки сериозна, а која што е доставена согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, токму од Министерството за внатрешни работи. Имено во период од 5 години, сметано од 2018 до 2022 година, во Министерството за внатрешни работи се евидентирани вкупен број на 15.982 тужби, од кои вкупно 8.046 тужбени барања се усвоени. По однос на овие тужби и тужбени барања, од сметката на МВР, по налози за извршени судски решенија, извршени се средства по години. Верувам дека ќе сте добри со бројките. 2018 година извршени се 247.794.518 денари. 2019 222.722.203 денари. 2020 159.123.384 денари. 2021 191.20.736 денари и заклучно со 30.11.2022 година извршени се 188.950.053 денари или вкупно 1 милиарда и 15 милиони денари за овие 5 години, што е во противвредност од околу 16,5 милиони евра. Ете колку не чини бруталната партизација и бруталниот реваншизам кој што го спроведуваат кадрите на Спасовски и лично Спасовски во Министерството за внатрешни работи. Со овие пари, доколку не беше Спасовски министер, ќе можевте на оние деца и млади кои што пред некој ден протестираа пред Министерството за здравство, а кои што се со ретката болест цистична фиброза, да им обезбедите терапија. И затоа, почитуван премиер, моето прашање ќе биде: видовме денеска дека сте уценет од ДУИ и дека не смеете да го разрешите заменикот министер во Министерството за внатрешни работи по тој скандал. Дали, после сите овие скандали, кои што ги гледаме во Министерството за внатрешни работи и целото немање на капацитет да се справи со соодветните предизвици министерот Спасовски, дали ќе соберете барем храброст да докажете дека не сте насаден како председател на СДСМ, затоа што сте уценет како премиер, и дали конечно ќе го разрешите Спасовски од министер за внатрешни работи во владата која што ја руководите. Ви благодарам.